Непримерното и провокативно однесување на Бугарија кон Македонија ќе биде тема на разговор на Европскиот парламент. Во амандманот поднесен од страна на Зелените и социјалистите се вели дека бугарите се однесуваат спротивно на духот на договорот за добрососедство, а токму за разговорите на Македонија со Бугарија говореше универзитетскиот професор на Кралскиот универзитет од Канада, Гоце Андревски. Тој во гостување во Заспи ако можеш на Алфа вели дека Македонија има две опции. Првата да преговара и да ги прифати бугарските уцени и условувања, што би значило дека Бугарија добива дел, а Македонија губи дел. Втората опција пак според него е да ги одбиеме бугарските барања, така не би добиле ништо ниту ние, ниту бугарите, а ние секако во моментов немаме ништо, со оглед на што Бугарија нима ставено вето. Стратегијата базирана на неотповиклив напад или на ова вето кој што они викаат дека е неотповиклив, дека не може да се смени, нереверзибилно е. Не става во ваква позиција намерно. И ние во моментов ја играме таа игра. Ние во моментов сега преговараме и испраќаме различни преговарачи за тоа колку помалку да дадеме или поише да дадеме, што е многу погрешно. Тоа е приод на статичен приод на гейм, на теорија на игри. Според Андревски, една од опциите е Македонија да го стопира имплементирањето на Преспанскиот договор. Професорот вели евентуално ново вето, сега повторно од Грција би немало никаква тежина, со оглед на тоа што веќе сме блокирани, но би можело да предизвика притисок од грчка страна кон бугарска да го тргне ветото за да нема евентуално тргнување кон враќање на името на државата. Не укинуваме, ќе го стопираме. Доколку го стопираме, тогаш Грција ќе има две можности. Или ќе стави вето, што во овој случај тотално нема никаква тежина, безпредметно е. Затоа што веќе имаме вето од Бугарија. Дали имаме 2 вета или 10 вета, исходот е исти. Андревски верува дека Бугарија има експерти кои припремаат нивната стратегија во преговорите со Македонија, кои за жал кај нас ги нема. Тоа може да се види по неколку пати покажани од понизен став на премиерот кон бугарските барања, па дури дека Бугарија не била фашистички окупатор, а и Гоце Делчев бил херој на бугарите покрај на македонците. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Македонија досега прифати голем дел од бугарските барања, па дури од наши високи политички фигури, меѓу кои самиот премиер, беше повторувано дека Македонија и Бугарија имале заедничка историја.